Корона кризата целосно излегува од контрола во Македонија. Црни и поразителни бројки во текот на минативе 24 часа, нови 5 починати и 175 новозаразени. Најмногу загрижува состојбата во главниот град. 131 нов случај е регистриран во Скопје, втор на црната листа е Куманово со 24 новозаразени, 5 има во Тетово, 4 во Велес, по 2 во Прилеп, Струга, Гостиваре, Свети Николе, еден позитивен случај има и во Охрид. И додека бројките на новозаразени секојдневно надминуваат 100, а и бројките на починати се и повеќе од загрижувачки, владачката СДСМ се обидува да протне брзи избори на 5 јули. Од вкупно 164 смртни случаи, дури 31 се во првата третина на месец јуни. За разлика од владата, медицинската фела контра брзи избори, кои би можеле да бидат опасни по здравјето на луѓето, доктор Зоран Спировски за Алфа вели дека изборно соочување во овој момент е невозможно. Треба да имаме еден период од прилика 28 дена, според епидемиолошките правила, да бројот на заболените од коронавирус биде 0 или биде блиску до нулата. Односно да има малку заболени, што значи дека уште повеќе би ја потенцирале целата ова ситуација која ни оддалеку не е добра. На строгите правила за прогласување крај на епидемија подсетува епидемиологот Драган Даниловски, но тој вели одлуките во Македонија се носеле политички, а не слушајќи ги медицинските лица. Наистина во моментов е неблагодарно да се прогнозира кога би можеле да се одржат избори. Од една страна епидемиолошките критериуми се мощно строги. Ако би се следале само епидемиолошките критериуми, ќе треба еден месец да чекаме да нема ни еден заразен. Некако тоа не е објективно реално. Додека владата вели дека ситуацијата е под контрола и време било за избори, бројките говорат сосем друго. Покрај големиот број на починати во само 10 дена од месец јуни, посебно загрижува и бројката на нови случаи. Само во текот на овој месец досега има нови 1312 заразени.